Битката на Зијадин Села од Алијанса за албанците и Рамис Мерко од Дуи ги надминува границите на Струга, бидејќи освен што ќе пресуди кој ќе седне во градоначалничката, можно е да одреди и дали некој ќе стане од фотелјата во владата. Партнерите од Илинденска број 2 одбраа различни страни за локалните избори, а Струга е една од општините во кои најдиректно им се вкрстуваат интересите. Mendoj se do na mbështesi së paku antarësia e LSDM-s, sepse ka një marrëveshje paraprake për këto zgjedhje lokale të 2017-s. Ju e dini fare mirë në shumë komuna Bashkimi Demokratik për Integrim ka përmbajtur LSDM-n dhe LSDM-ja në shumë komuna ku ka ngaruar kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim i ka përmbajtur në rundin e parë. Kjo marrëveshje ekziston edhe për rundin e dytë. Neve kemi paralajmëruar bashkëpunim të ndërsjellë me Lëvizjen BES për raundin e dytë zgjedhje. Se në fundit ky ishte mesazhi dhe vullneti i qytetarëve në raundin e parë zgjedhor. Dhe bashkëpunimi ynë do të jetë prej Likov dhe deri në Strug. Во првиот круг, најмногу гласови, околу 9300, освои Зијадин Села, а Рамис Мерко го поддржаа 1400 стружани помалку, вкупно 7900. Но ако СДСМ, чиј кандидат во првиот круг освои 7140 гласа, реши да ги мотивира своите гласачи да го поддржат Мерко, кандидатот на Дуи во вториот круг би можели да ги дуплира гласовите. Шанса за Села да остане конкурентен се 1060 гласачи кои го поддржаа кандидатот на БЕСА во првиот круг, како и 4150 гласачи кои отидоа за кандидатот на ВМРО ДПМН. Бројките покажуваат дека одлучувачки во вториот круг се околу 11.000 гласови на македонците во општината. Македонското гласачко тело е една солидна бројка и во Струга. Меѓутоа, вие имавте некои јавни изјави кои што може да се протолкуваат како навредливи за македонците. Како очекувате тие гласови да ги привлечете? Unë vjen keq që edhe gazetarët tani më janë bërë pjesë e një kampanje të udhëhequr nga ana e ВМРО DPMN-s kundër meje, në kohën kur zgjatte kriza parlamentare dhe që priteshte kriza politike, akoma pa u krijuar qeveria. Bëhet fjalë për keqpërdorim të shfrytëzim të një kampanje drejtuar kundër meje nga ana e ВМРО DPMN-s, duke i nxjerrë nga konteksti fjalimet e mia, të cilët edhe paraqitjet e mia publike të cilët i kemi në mënyrë që të nxjin figurën tim politike përpara Maqedonisë. Во потрагата по дополнителна поддршка, без свој багаж не е и Рамис Мерко. Како поранешен градоначалник, во неколку наврати беше во фокусот на јавноста, не само поради добри причини. Стружани се свесни дека партиската боја ќе биде важна за тоа како ќе гласаат в недела, но велат дека ниту еден лидер не ги носи гласовите в джеп. Не е предвидливо, ова ќе биде фајтерска борба. Значи, на равноправни противници. Така е моето размислување. Прво прашање се овие договори како се направи партички, тоа не се знае како ќе постапи народот. Ato jo, nuk kam aq tepër njohuri se nuk mirëm edhe shumë tepër me politikë, por shpresoj që atë që ka thash, besoj se do të arrijë qëllimit, që do të fitoj. Se si ku do t'i marrë fitoret, ato e dim vetë. Për këtë nuk e dim, është në pikpyetje, është në dorë të vetë qytetarëve Strugës, nuk di, s'kam përgjigje për këtë. А може би најинтересна ќе биде битката во Лабуништа, каде живеат над 10.000 жители. Дел се албанци, дел македонци муслимани. Етничкиот и верскиот состав, како и големиот број, ги прави најголемото ловиште за гласови пред вториот круг. Јас лично, како македонски муслиман, предлагам, значи, да се одлучит и македонскиот народ, ако излезит, да одлучит за подобриот. Нека победит подобриот и нека гледа на назад годиње кој што има направено за ова село и за ова општина. Сите ветуваат, а уствари никој не исполни. Исклучиво своја волја, како ќе односи тоа себе паметно, така си и давате гласовите. Нема тоа дека
Сите се одредени партии определени. Не мога да ви кажам вака во јавност, а од прилика се знае кај ќе одите. А поделени ли се жителите на овие села политички? Моментално беа поделени. Овие избори што поминае, беа поделени, али сега ќе има здружување на избори веќе имат. Покрај Струга и во Гостивар за градоначалнички мандат се борат кандидати на Алијанса за албанците и ДУИ. Еве какви се таму политичките калкулации и која партија чии гласови очекува во вториот круг од локалните избори. Кандидатот на ДУИ, Невзат Бејта, во првиот круг освои 12.100 гласа. Во нив се вклучени и дел од гласовите на СДСМ, кои не предложија кандидат за градоначалник. Кандидатот на Алијанса на албанците Арбен Таравари доби 11.600 гласа, што е само 500 помалку од Бејта, но е 5.000 над партиската листа на Алијансата. Договорот со Беса би требало да значи потенцијал од околу 3.000 гласа плюс за него, иако партнерствата на централно не значи дека доследно ќе функционираат секаде и на локално ниво. Во Гостивар има и неколку илјади гласа на турците, поделени во две партии. Бејта калкулира со гласовите на останатите партии на албанците во општината и со директната поддршка што ја доби од премиерот Зоран Заев. Ние го поддржуваме визијата на премиерот за иднината на нашата држава. Уште еднаш добро ни дојде во нашиот град Гостивар пред нашите граѓани на нашиот град. Знаете дека од другата страна имаме против кандидат кој што е министер во мојата власт. Знам дека не му е по кејф кандидатурата на доктор Арбен. Мене ми е тоа јасно. И затоа јас предлагам да постигнеме договор во Гостивар. Ај сите да си ја гледаме нашата работа. Јас да бидам премиер, докторот да си гледа здравството, Невзат да си ја гледа општината. Дали ВМРО ДПМН јавно или тајно ќе даде поддршка на некој од кандидатите во Гостивар, останува во сферата на шпекулациите. Особено ако се има предвид дека нивната кандидатка Дафина Стојановска имаше 1000 гласови помалку од листата на ВМРО ДПМН во првиот круг. Арбен Таравари е свесен за калкулациите. За одлуката на СДСМ да го поддржи Бејта, мисли дека нивните гласачи нема да бидат толку дисциплинирани за да направат пресудна разлика. LSDM-ja parimisht do ishte mirë që të rije indiferent. Unë i kam kërkuar edhe kryeministrit Zaev që të ketë qëndrim indiferent. Do me thënë në Gostivar, në Struk, atje ku kandidojmë ne. Por për fat të keq nuk ndodhi. Kështu LSDM-ja nuk na është treguar se LSDM-ja ka ndonjë marrëveshje me BDI-n që mos kandidon njerëz në Gostivar, në Tetov dhe në Çajir. Mos kandidon kandidat për LSDM-s. Asnjëherë në këto 27 vjet nuk ka ndodhur që LSDM-ja mos kandidon kandidatin e tyre në raundin e parë. Sikur LSDM-ja të kishte kandidat në raundin e parë, diferenca ndërmjet meje dhe Zotri Betës dhe ishte parafërsisht 2000 votë. Поради ова, за Алијанса за албанците е оправдано партнерството со опозицијски субјекти. Дали соработката со Беса е ризик за останување во влада? Absolutisht jo. Ne e nisim bashkëpunim me lëvizjen Besa, mendojmë se duhet ta përkrajmë njëri tjetrin. Nuk ka asgjë të keqe, në qoftë se e keni parasysh se lëvizja Besa ka qenë kandidate për ty në këtë qeveri reformatore dhe vazhdojmë të mendojmë se përsëri ato duhet të jenë pjesë e qeverisë në të ardhmen, a kjo asgjë nuk prish në relacionet e qeverisë. Гостиварци ги знаат математиките на политичарите, но сите не мислат дека така ќе биде и на денот на гласањето. Без разлика што ќе викат лидерите на партиите, тие што несат, гласачите ќе гласат по свое. Одлучувачка ќе бидат неутралните гласови на граѓаните, тие што не гласали и од македонските партии зависи како се договориле тоа. Ако се сега направат некоја коалиција измеѓу партиите, можда и ќе има и промени во тој смисол, меѓутоа пак народот ќе одлучува. И зависи од партиите како ќе се организираат, како ќе се договорат и така натаму. Пред гласањето в недела влогот за сите партии на албанците е голем.
Дуи се бори да ја потврди доминацијата, а Алијанса за албанците и Беса да останат релевантен фактор на политичката сцена.